Тимот на власта предводен од премиерот Зоран Заев само што пристигна овде во собранието. Заев дојде со неговиот советник Бојан Маричиш, додека пред него пристигна и министерката за правда Рената Дисковска и нејзиниот заменик. Од друга страна пак дел од тимот на опозицијата е веќе во собранието, меѓутоа велат дека се уште рано и се уште не се упатиле кон салата за состанок која што ќе биде средбата во уставната сала. Вечерашната средба помеѓу лидерот на опозицијата Христијан Мицковски и лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев ќе се одржи овде во собранието во уставната сала во формат 4+1, односно Заев и Мицковски ќе бидат придружувани од нивните преговарачки тимови кои што со месеци наназад се обидуваат да најдат заеднички јазик и компромис за законот за јавното обвинителство со кое што се решава статусот на предметите отворени од специјалното јавно обвинителство, кои што веќе по дописот од специјалната обвинителка Катица Јанева од Чутка до државниот обвинител Љубомир Љовевски веќе треба да преминат неделава во рацете на јавното обвинителство. Доста отворени прашања има во законот помеѓу власта и опозицијата, а вечерва намаса ќе се најде и барањето на опозицијата за предвремени парламентарни избори. Што со бомбите и дали тие ќе се користат како докази за предметите отворени откако истече рокот за покренување на обвиненија? Дали ќе биде прецизирано дека новото обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција ќе биде прецизирано дека е надлежна и за криминални действија кои што произлегуваат од прислушуваните разговори и сето тоа ќе се прецизира со бомбите или пак само ќе стои формулација општа дека се превземаат надлежностите од специјалното јавно обвинителство. Што ќе се случува со обвинителите од СЈО, дали тие ќе се вратат во матичните обвинителства како што инсистира опозицијата или пак топтан ќе бидат пренесени во новото обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција, но и кој ќе шефува со ова обвинителство, бидејќи опозицијата инсистира тие да го предложат новиот шеф, додека премиерот Зоран Заев во неколку наврати веќе има изјавено дека според него најлогичен чекор е да продолжи со тоа обвинителство да шефува актуелната шефица Вилма Русковска. Овие прашања се отворените прашања за кои што вечерва треба своите аргументи да ги соочат Зоран Заев и Христијан Мицковски. И од двете партии се воздржани околу тоа што може да се очекува на вечерашната лидерска средба. Од друга страна, пак, во однос на предвремените парламентарни избори на кои што инсистира опозицијата и кои што ги нудат напролет како термин, односно април или мај, како термин тие да се одржат, Заев денеска повтори дека во фокусот на државата се евроинтеграциите и дека според него најрано избори може да се случи во октомври следната година, кои што според устав пак може да се сметаат дека ќе бидат и редовни. Предпоставувам дека гледачите на телевизија 24 можат да забележат дека во овој момент во законодавниот дом пристигнува и лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, неговиот преговарачки тим, како што веќе кажавме, информиравме, се наоѓа во собранието. Тимот на власта предводен од премиерот Зоран Заев пристигна пред 10 на минути во законодавниот дом. Состанокот според информациите од собранието ќе се одржи во уставната сала и таму форматот е 4+1, односно Заев и Мицковски ќе бидат придружувани од нивните преговарачки тимови кои што изминативе месеци се обидуваат да постигнат компромис за законот за јавното обвинителство со кој што се решава судбината на предметите кои што се отворени и кои што се процесуираат од специјалното јавно обвинителство, односно од предметите кои што се оформија во СЈО, од бомбите кои што ги предаде во СЈО Заев во специјалното обвинителство кое што беше формирано со Пржинскиот договор и со лидерската четворка 5-4 години. На 15 септември истекува мандатот на Катица Јанева, доколку таа не биде пред тоа разрешена. Сите го чекаат исходот од вечерашната средба. Во законодавниот дом вела дека доколку има договор помеѓу лидерскиот двоец Заев и Мицковски,
уште утре можно е да се очекуваат седниците да бидат закажани за да се изгласа законот за кој што е потребно двутретинско мнозинство, но кој што е и на агендата на европските дипломати во пресред на добивањето на датум за почеток на преговорите со Европската комисија во однос на инсистирањето на опозицијата за предвремени парламентарни избори од власта вела дека како формулација неофицијално може да се стави на маса, дека на тоа прашање власта и опозицијата би се навратиле за да договорат евентуален термин откако Македонија ќе стане полноуправна членка на НАТО. Ние остануваме тука со сите детали во наредните информативни изданија.